Со заемот од 2 милиарди евра од британската рамка ќе расте јавниот долг, предупредуваат од Фискалниот совет. Оттаму велат дека во игра се две сценарија. Со првото, ако државата од 2027 до 2029 година поинтензивно се задолжува, долгот ќе скокне дури до 64,7% од бруто домашниот производ, односно годишно би се задолжувале до 667 милиони евра. Со второто, кое според советот е поиздржано сценарио, ако државата од 27 до 32 година се задолжува поумерено, долгот би скокнал до 63% од БДП или годишно би се задолжувале до 400 милиони евра. Ние направивме хипотетички предпоставки што би било кога би се задолжиле за дополнителни 2 милиарди евра. И тие сценарија се дадени. Од Советот засега не се загрижени за собирањето на средствата во буџетот по основ на даноци. Велат тој дел оди добро со мало потврлање кај парите од ДДВ, но укажуваат на тоа дека се уште најголем дел од државната каса се троши за социјални трансфери, а многу малку останува за развој. Ние гледаме 2/3 од целокупните јавни расходи се наменети за социјални фондови и социјална заштита. Значи, ако ги земаме купната компонента во расходната страна на буџетот ни е доминантен со социјална компонента. Многу малку ми останува дел за економската компонента. За да ги обезбеди државата 2 милиарди евра кои би се искористиле за брза пруга, изградба на болници, Министерството за финансии испрати барање до неколку меѓународни финансиски институции и банки чии имиња се добро познати во јавноста. Следната недела ќе се знае од каде точно ќе се земат парите и под кои услови ќе се враќаат истите. За овој заем гарант е Обединетото кралство.